Почитувани, власта продолжува со криминалот и со корупцијата, нема воопшто борба со криминалот и корупцијата, дури напротив, власта на ДОИ СДСМ уште повеќе го надградува криминалот во Македонија. Истите ликови заради кои што Македонија тоне во тешки кризи не се откажуваат од власта и од неразумни тендери. Почитувани, МВР на Оливер Спасовски во јануари доделува тендер од половина милион евра за сончеви колектори, оние за топла вода, не за струја. Се работи за зафат во речиси сите СВР во Македонија, како и од моралиштата на МВР низ земјава. Добитник на овој солен тендер е фирмата Don Holding DOL од Скопје, во конкуренција со уште една пристигната понуда до МВР од фирма која што според портфолиото има 20 години стаж и успех, специјализирана за климатизација, соларна енергија и водовод. Почитувани, добитникот на половина милион евра од МВР за сончеви колектори, односно загревачи на топла вода, е Don Holding, истата она фирма, она компанија, која што доби тендер за набавка на 2 машини за перење во Ѓорче Петров за 25.500 евра. За градинка во Ѓорче Петров за 2 машини за перење 25.500 евра. За скандалот кој што беше голем во Македонија во предизборието и за кој што постоеше голем интерес и набавката не се изврши под притисок на јавноста, МВР нема покренато иницијатива, но затоа Don Holding, фирмата која што е блиска до СДСМ и до поранешниот градоначалник на Ѓорче Петров, добива тендер токму од МВР, ова е потписот на газдата на Don Holding, од половина милион евра за сончеви колектори. Да подсетам, според Централниот регистар, но и според податоците во УЈП, компанијата Don Holding DOL Скопје е фирма со основна дејност транспорт. Документите од Централниот регистар и документите од УЈП велат дека Don Holding DOL Скопје е со дејност товарен патен транспорт, друштво со ограничена одговорност на едно лице, дејност товарен патен транспорт со место со адреса Скопје, Ѓорче Петров. Почитувани, главното прашање кое што се поставува по овој тендер е како фирма за транспорт, товарен транспорт, фирма на едно лице, добива тендер од половина милион евра од МВР. Како е можно МВР да даде тендер за соларни панели со инсталација со се низ незините објекти на фирма за товарен транспорт, фирма на едно лице? По кои критериуми се воделе во МВР, па за соларни панели за топла вода и за водоинсталатерски работи да изберат фирма за товарен транспорт? Секако, не помалку важно прашање, како токму МВР на тендер избира фирма која што беше замешана во тежок коруптивен скандал, повторно со тендери, со набавки. Нема друго логично објаснување, освен дека МВР на Спасовски, наместо да расчистува криминогени скандали во јавноста, наместо да се бори со криминалот и со корупцијата, МВР на Оливер Спасовски дели тендери со фирми инволвирани во истите тие скандали. Наместо да го расчисти скандалот со машините за перење во Ѓорче Петров, Оливер Спасовски и МВР даваат половина милион евра тендер на истата компанија. Ви благодарам.